Христијана, Ваше блаженство, Ваши високопреосвещеност, Ваши посвещеност, честни оци, преподобни монаси, драги браќа и сестри, пред да кажам било што за Институтот Наследство на пустината, чија што примерна научна област е духовното и монашкото наследство на Балканот, би сакал најпрво да ја изразам својата благодарност до Одборот за издаваштво при Институтот за одлуката овој мастер труд кој што е пред нас да биде првото издание на Институтот. Како што е познато, минатата година се одржа првата меѓународна научна конференција токму во нашата епархија, во манастирите во Водоче и во Ново село, а оваа година, ако даде Бог, се подготвува друга која ќе се одржи во манастирот Манасија во Србија, исто така од меѓународен карактер. Ваше блаженство, едноставно не можеме да кажеме било што за Институтот без вам да ви се заблагодариме за поддршката, благословот и молитвите за неговото формирање, постојање, активно работење, како и на неговата светост Патриархот Српски господин Порфири. Секако, за мене лично од непроценливо значење вашето присуство на овој настан, како и на браќата архиереи, владиката Дамаскин, кој што доаѓа од најдалечните краеви на православната црква на Грција. Што се однесува до книгата која што е пред нас, навистина нема потреба ништо да кажам, со оглед на тоа дека таа е веќе во рацете на читателите, а особено после словото на отец Милен, отец Владимир, зашто во оваа прилика им благодарам. Она што би сакал да го истакнам и зашто би сакал да зборувам, а што на мене остави најдлабок впечаток, во голема мера и го промени мојот живот. Велат светите отци, си го видели братот свој, си го видел Христос. А од друга страна, сите од опит знаеме, бидејќи го имаме тој опит во црквата, секогаш кога ќе сретнеме света, облагодатена, обожена личност, нашиот живот се менува. Заради тоа што присуството на светите луѓе, на обожените личности во нашите животи не потикнуваат на покаяние. Заради тоа што, како го огледало, гледајќи ја нивната сличност, нивната подобност со Бог, во голема мера ја гледаме нашата несличност, нашата несовршеност. Токму такво е моето искуство со мојата лична средба со старецот Емилијан Симонов Петриски. Не било намерно мојата средба со словото, со богословието, со богословската мисла на старец Емилијан. Заради тоа што во тој случај би ја поистоветиле личноста на еден свет човек на црквата со многу други интелектуални умови кои што ставија големи и значајни дела во човековата историја, на кои што сеќавањето е чисто комеморативно. Ние во црквата ја имаме таа привилегија да го надминеме времето и просторот во кое што живееме, бидејќи единствено во црквата, во светата литургија на црквата, како што истакнува старец Емилијан, се пројавува вечност. И моето лично искуство, мојот личен опит, ќе го чувам за себе, но еве би сакал да го споделам и воедно да се надоврзам на она што професорот Вукашинович го рече за кризата во која што е западната академската теологија и многу веројатно е дека ќе продолжи да тоне, да потонува во таа криза, доколку не направи простор за присуството
на богословската мисла на светиот Божени личности, како личности на старец Емилијан и дивното богословие кое што произлегува од искуството. Ние на катедрата со која што раководи новопочитуваниот професор предметот литургиско богословие, цела една година со колегите кои што беа на постдипломски студии, буквално ги обработувавме сите дела на старецот Емилијан Симонопетриски, кои што се преведени на српски од сестринството на манастир Ржиче во Србија. И сите бевме сведоци на еден од последните часови зборувавме за тоа, дека не само како што рече старец отец Милан, дека не потикна да ги читаме неговите дела, туку средбата со богословието на старец Емилијан ве потикнува да му се молите, да му се обратите, да побарате помош, да побарате закрила. Заради тоа што како наш современик совршено ги разбира и условите и околностите во кои што живее современиот христијанин, а за кои што верувам ќе се согласиме сите, ги карактеризира една исклучителна опасност, суптилна, многу посуптилна и многу поопасна за ако ја споредите со најсуровите пробани во христијанската историја. И она што може да им помогне на современите христијани да обстанат во овој непостојан свет и да бидат постојани и да го задржат својот правец кон Царството Божјо и кон Богочовекот Христос, за кого што старец Емилијан живееше и умираше ежемиговно. Навистина е важно да се држиме до патот кој што тој ни го остави не само во своите дела, туку го запечати и го посведочи со својот живот. Дали го тоа да не мисли некој дека сакам да кажам дека ова мое мало, не само по обем, туку и по многу што друго дело, може да ја опфати огромната личност, не само личност да го опише старец Емилијан, туку и да ја опфати неговата богословска мисла и неговото богословие. Не. Ова е само еден сосема мал аспект, многу мал аспект од неговото богословие. И бидејќи ова дело е веќе во рацете на читателите, јас се надевам, посакувам и го молам и старец Емилијан и се милостивиот Бог, онака како што беше за мене потик да се сретнам со старец Емилијан и во одредена мера да го поправам својот живот, а тоа би требало сите ежемиговно да го правиме во црквата, тоа да биде еден придонес за мојот народ, за мојата помесна црква, каде што старец Емилијан не е доволно афирмиран и познат, не само да ве потикне сите вас да ги читате неговите дела, туку верувам дека ќе ве потикне, ќе ве охрабри, а сето тоа изненасилено и благодатно, нежно, ненаметливо, слободно да му се обратите, да го замолите, заради тоа што старец Емилијан, јас го чувствувам, како што рече некој од професорите, професорот Вукашиновиќ, мислам дека беше со нас, и јас тоа го чувствувам додека работев ми, додека го пишувавме овој труд. И сега, на крај, сосема на крај, знаете дека никогаш не спомнувам имиња, но чувствувам дека на овој настан, ова собрание не е собир заради некаква промоција или заради некаков друг повод, туку место каде што се собрала црквата. А за нас во црквата спомнувањето на имење е исклучително важно, како на живите, така и на упокоените.
и во духот и на посланијата на светиот апостол Павле, јас би сакал да се заблагодарам на мојот свет митрополит и духовен отец и на мојот митрополит Струмички Наум и на многопочитуваниот професор и ментор, заради тоа што без нивното охрабрување во некоја мера инсистирање, не верувам дека ќе беше публикуван овој труд. Му благодарам на високо преподобниот катеигумен на свештената обител на Симоно Петра, господин Елисеј, за тоа што со негов благослов се присутни оците од Симоно Петра и представници на братството и на свештената обител, која што со многу труд, со надчовечки напори, со солзи, со светоста на својот живот, не само што ја обнови, ја освети старецот Емилијан, туку стана и неговата обител и самиот тој еден од обновителите, современите обновители на Светогорското општежително монаштво. На почитуваниот професор Теодорос Јангу благодарам за произнесеното слово, не само за личноста на старецот и она што го рековте, професоре, споменавте дека старец Емилијан, личноста на старецот има вселенски, има космички димензии. Верувам дека и овој труд, и овој собор, и овој настан го потврдува тоа. А тоа ни го возможува Црквата Христова, се космичките димензии на Црквата Христова, која што проникнува се и во која што времето и просторот не се препрека да се сретнеме едни со други, како и оние што заминале од времето и од историјата во вечноста, но и ние кои што сме припадници на различни народи, на различни етноси. И на крај ги споменам заслужните луѓе за книгата, а не се само митрополитот Струмички Наум и професорот Лукашиновиќ, рецензентите овде присутниот митрополит Горско-Кичевски господин Георги, како и професорот Србољуб, актуелен декан на Православен богословски факултет во Белград, и професорот Никола Лукич. Во оваа прилика им благодарам и ним. На преведувачите Ана и Сузана, тука се, кои што го направија преводот на македонски, на Антони, на Атина и на Александар и на Наташа со нивните семејства, кои го овозможија печатењето на оваа книга во прилично голем тираж, на Никола и на Магдалена со нивното семејство, кои што се секогаш добри домаќини во нивен хотел, не само за мојава промоција, туку за сите настани кои што ги организира Црквата, Фондацијата Елеуса и така натаму. Бог по молитвите на светиот старец Емилијан да ви умножи, да го умножи секој добро и да ви даде се што ви е потребно во вашите животи, да ви го даде царството свое. И благодарам и на стихири, на децата од катехетската школа, на волонтерите од Фондацијата Елеуса. Ви благодарам на сите вас и еве, примете го ова мало дело, овој мастер труд, како можност за запознавање и за благодатно заедничарење со една исклучителна и светна личност на Црквата Христова. На тој начин ќе стекнете и ќе задобиете уште еден свет човек, уште еден свети кој што ќе се моли за вас пред престолот Божи. Ви благодарам на сите за присуството и за љубовта.